Добро вечер во емисијата 360 степени налсат. Зголемената инфлација предизвикана пред се од растот на цените на храната и енергенсите, на што сведочиме во изминатите месеци, го намалува животниот стандард и внесува несигурност и вознемиреност кај граѓаните. Разбирливо зашто за истите своји пари може да купат помалку. Инфлацијата над очекуваните вообичаени проектирани стапки која креира несигурна околина битно влија и на одлуките на бизнисот и инвеститорите. Што прави и што може да прави влада во мала и трговски отворена економија како нашата, која по дефиниција е многу подложна на надворешни шокови? Што во овие околности ќе значи зголемување на платите во образованието и во други области од јавниот сектор? Дали на владата и се враќа како бумеранг одлуката за зголемување на минималната плата на 18.000 денари? Ќе се соочиме ли со така наречена стагфлација или стагнирање на економскиот раст во услови кога цените продолжуваат да растат? Како владата ќе го финансира буџетскиот дефицит и што треба да се очекува од макрофинансиската поддршка од Европската унија и од заемот за предпазливост и ликвидност од ММФ? Ова се дел од прашањата за кои вечерва ќе разговарам со вице-премиерот за економски прашања Фатмир Битичи. Интервјуто почнува за кратко. Гледате 360 степени. За повозрастните, па и за не толку возрастните, живи се сеќавањата на високата инфлација во годините пред распадот на Социјалистичка Федеративна Република Југославија. Кога во април 1992 година Република Македонија се одвои од монетарниот систем на Југославија, месечната стапка на инфлација изнесуваше 86%, пишува тогашниот гувернер на Народната банка Борко Станоевски во текст посветен на првите македонски пари. Инфлацијата што денес ја живееме е далеку од тие стапки, но сепак влијае на животниот стандард на граѓаните и на одлуките на бизнисот. Ова е појдовната тема за вечерашно интервју со заменик претседателот на владата задолжен за економски прашања, координација со економските ресори и инвестиции Фатмир Битичи. Добро вечер, добре дојдовте. Дипломирал бизнис администрација на Универзитетот во Тирана 1999, себе си се представува како меѓународен експерт од областа на менаџирањето со економски процеси и реформи, во над 100 различни програми и проекти и над 20 годишно искуство. Од 2018 станува посебен советник на тогашниот премиер Заев. Од август 2020 е вице-премиер, прво кај Заев, сега кај премиерот Ковачевски, на кој е еден од четворицата подпредседатели на СДСМ. Ова е накратко вашата биографија релевантна за овој наш разговор вечерва. Кој јазик најдобро го зборувате? Во CV-то ви пишува дека зборувате, мислам дека 5 јазици. Албански, македонски сметам дека ги зборувам најдобро. Англискиот секако, затоа што ми бил доста долг временски период ист јазик. И германски мислам дека зборувате. Edhe gjermanisht dhe frëngjisht kuptoj, mund të flas, të bash bisedoj. Dhe kjo më bën ndonjëherë probleme edhe cilën gjuhë e përdor të parën. Kështu që kur kam një bashkëbisedues që më flet në gjuhën maqedone, kam pak ndonjëherë vështirë t'ia kthej në gjuhën shqipe, ose kundërta, sepse në fakt i përdor të gjitha gjuhët në të njëjtën kohë. Edhe në ditët e tanishme si zëvendës kryeministër, rrjedhshëm mendoj se mund të flas në 3 gjuhë. Да те поној на 3 gjuhë. Јас ќе ве прашувам на македонски, а вие избирајте на кој јазик ќе одговарате слободно, бидејќи сте во предност пред мене, се разбира. Дали оваа криза е дефинитивно потешка и со полоши последици за македонската економија од она во времето на ковид? Një pyetje e vështirë. Në periudhën e krizës së Covidit, në fakt kishim shumë të panjohura, siç i kemi edhe tani, edhe pse tani janë të akoma më shumë për shkak se kriza e Covidit dhe kriza shëndetësore e Covidit akoma nuk ka mbaruar. Kështu që në atë keni edhe kriza të tjera, të cilët janë sjellë si jo për shkak sjelljes të mbrëmshme të shteteve të ndryshme, përfshi këtu edhe shtetin tonë, por janë të importuara. Во некои анализи што ги читам, велат немаше инфлација во тоа време, немаше раст на каматните стапки,
Маневарскиот простор на фискалната политика за финансиска помош на населението и на фирмите тогаш беше поголем во споредба со сега, затоа што јавниот долг пред пандемијата е некаде 49,2% од БДП, на крајот на 2021 е 60,8% од БДП. Unë jam dakord, por sinqerisht edhe masat e ndërmarrë gjatë periudhës Covid mund të kishin efekt shumë më të madh se sa masat që mund të ndërmarrësh tani për shkak të një faktori shtesë që është faktori inflacion, i cili e kemi thonë, e tham unë, e kanë thonë edhe kolegët e mi në qeveri, por edhe ekspertët se është inflacion i importuar. Nuk bazohet nga sjelljet e brendshme, por bazohet nga për herë të parë dëshmohet se kur për një periudhë të gjatë kohore ekonomia yte varet shumë nga zinxhiri i ofertës që është kryesisht jashtë, kjo të ndodh në raste të tilla. Edhe ne në fakt në shumicën e elementeve që sjellin ngritjen e inflacionit, në fakt nuk kemi se si të ndërhyjmë. Prandaj aspekti i ndërhyrjes është shumë më i vogël sepse efektet janë shumë më të vogla. Sot edhe nëse bën masa ekonomike për t'ju ndihmuar biznesit, për shkak se inflacioni është goxha i lartë, efekti ndihet shumë pak. E njëjta po ndodh edhe tek popullata. Ja vetëm një ilustrim, ju e thatë në fillim, me masat do i flasim pak më vonë, me rritjen e pagave. Çfarë ndodh? Ju mund të keni rritje prej 5% të çfarë do nivelit të pagës, nëse niveli i inflacionit është 7%, i bie se 5 denar që i ke marrë ti në fakt harxhon 7 që je në 2 denar më pak. Отворивте много теми во овој ваш разговор, ќе сакам една по една и малку подетално да ги дебатираме. Се разбира, инфлацијата увезена или не, граѓаните ја чувствуваат. Растот на цените е тука, пред на храната и на енергенсите, велиме. Има ли изгледи дека таа може да се заузда? Да, рековте, владата има ограничени, па дури може би никакви механизми за тоа да го прави, но има ли проекции? Оти читаме и такви, дека, не знам, во втората половина од годината може би ќе забави инфлацијата. Па дури кога ќе зборуваме за проценти, тие може би ќе бидат и пониски од тоа што сега го гледаме, затоа што според бедната основа ќе биде повисока, бидејќи имаше повисока инфлација во втората половина од минатата година. Këtu është ajo që duhet ta themi se sa një qeveri, por edhe institucionet e ndryshme që bashkëpunojnë me qeverinë, edhe këtu flas për Bankën Qendrore, bashkë koordinojnë veprimet e tyre. Ju mund të shihni se çfarë po ndodh dhe ta leni inflacionin të shkon. Mund të themi po në çdo kërkesë prej çdo sektori, por realisht ajo do shtyn jo stabilitet ekonomik në të gjitha parametrat e tyre. Një diskutim që e kishim javën e kaluar, Banka Qendrore ngriti interesat bazë. Dhe diskutimi ishin se tash gjithë kjo do shtyn që të ketë rritje të interesave të kredive për popullatën dhe për bizneset, dhe unë thash që nuk do ketë, sepse rritja e tillë vetëm është e nevojshme për ta bërë në këtë moment që të ndalon shtyrjen, që inflacioni mos bëhet i brendshëm, që mos jemi ne faktor që do e shtyn akoma më shumë nivelin e lartë të inflacionit. Dhe po e shohim se këto ditë kemi një qetësim të rritjes së çmimeve ose të inflacionit. Parashikimet, jo vetëm tek ne, po në përgjithësi në rajon, por edhe më gjerë, është se do duhej në pjesën e dytë të vitit situata të stabilizohet. Gjithmonë duke pas parasysh disa faktorë, dhe këtu janë faktorë prapë që ne pak kemi ndikim, ajo është kriza mes Ukrainës dhe Rusisë, dhe nëse do mund të gjejmë substitut ose zëvendësim të energjisë së gasit për Evropën kryesisht, por edhe të disa produkteve bazë që përdoren në prodhim të industrive bazë. Ne duhet të kuptojmë se disa prej industrive që kanë qenë generatorë i zhvillimit në Bashkimin Evropian, në Evropë në përgjithësi, në këtë moment janë në krizë të paparë. Ja, sot kisha një informat që e mora, sektori i automobilistik, për shembull, ka rënje
të marramendse, të shitjes së veturave të reja në tregun evropian, po edhe jashtë. Kjo nuk është sepse oferta është zvoglu, kërkesa është zvoglu, po për shkak se oferta është zvoglu, sepse s'ka prodhim të mjaftueshëm. Sot, nëse don të marrësh një veturë të re, minimumi i pritjes në Evropë, po e them, jo tek ne, në Evropë është 6 muaj, që është pa imagjinueshme më parë. Dhe këto janë faktor të vegjël, po në fakt këto industri kanë mbulu një numër të madh të njerëzve në punësim, kanë sjell zhvillim të madh ekonomik në vend. Energjetika, për shembull, për momentin, për 2 faktorë. Një, për shkak të uljes prurjeve të gazit nga Rusia dhe, mos ta them ashtu, po varësia e Evropës nga gazi rus sjell që pasojat janë të tilla siç i kemi edhe ne sot këtu. За граѓаните, пак ќе кажам, најдиректната последица од кризата е цената на храната. Кога ќе отидат во маркет и, например, ќе се соочат со тоа дека литар зејтин, па и сега, бидејќи гледам дека ги прилагодуваат пакувањата на 850 милилитри, за литар цената е 150 денари. Најавите се дека таа цена и ќе остане. Во услови кога примањата ќе останат исти, тоа е голем удар за животниот стандард на граѓаните. Po jam dakord se në fakt ajo çfarë është më e rëndësishme është standardi i jetesës së popullatës dhe fuqia blerëse e tyre. Unë e tham edhe hapur që ne jemi e ndjejmë dhe e shohim se fuqia blerëse e qytetarëve bjen sepse rritet çmime. Unë nuk jam prej atyre i cili thot dhe bën krahasime nëse çmimet ekzistuese të produkteve ushqimore janë më të ulta në rajon, sepse nuk duhet të krahasohesh se fuqia blerëse është e ndryshme edhe në rajon. Ajo çfarë është e rëndësishme është çfarë ne mund të bëjmë. Fakti që jemi në ekonomi të lirë, çdo intervenim shtetëror nuk është konform rregullave të tregut. Por edhe për skaj asaj ne bëm ngrirje të çmimeve, ngrirje të mazhës së fitimit për një periudhë kohore, por edhe kjo ka limitime deri kur. Mendoj se tani ka arrit maksimumi i çmimeve të produkteve ushqimore. Parashikimet e mia janë që në fakt nuk do duhej të shkonin akoma më të tjerë për shkak se nuk ka faktor të cilët do duhej të nxjisnin rritjen akoma më të madh. Këto çmime, për shembull tek produkti i vajit që ju përmendet, po ka rritje për shkak se në këtë moment kemi shkëputje të zinxhirit të ofertës në fakt luledjellit, farës luledjellit ose vaj të parafinuar për të ardhur këtu dhe për ta rafinuar, për ta nxjerrë me një kosto më të ulët. Në fakt, nëse ajo rritet në bursën botërore, definitivisht edhe çmimi do rritet. Por tani vjen periudha e verës kur do kemi korrje dhe prurje tona të luledjellit dhe detyrimisht çmimi bazë i vajit të luledjellit duhej të ulët. Ne në komunikimet e drejtpërdrejta që kemi me prodhuesit e vajit, këtë ja u bëjmë të qartë. Manipulim të tregut edhe manipulim me çmimet në dëm të qytetarëve nuk do lejohet asnjëherë. Edhe ne shumë mirë i kuptojmë se si përcaktohet çmimi i produkteve dhe cilët janë variablat e ndryshme që hyjnë, parametrat e ndryshme që hyjnë në përcaktimin e çmimit. Kështu që do e ndjekim dhe nuk do lejojmë që të vazhdohet në dëm të qytetarëve, sepse jemi vigjilent se kjo është një barë e madhe. Por, megjithatë, ne po vazhdojmë që të përmirësojmë standardin e jetesës dhe të arrisim fuqinë blerëse të qytetarëve. Në vit kur ke një goditje të tillë nga inflacioni dhe shumë krizat të ndryshme që po ndodhen, rritje të çmimeve së energjisë elektrike, krizë energjetike në përgjithësi në nivel evropian, krizën e Covid, e cila akoma, krizë shëndetësore që akoma nuk është eliminuar totalisht, çfarëdo që të marrësh si hap duket i paktë.
por do flasim më vonë se çfarë duhet tani të përgatitemi për një periudhë më të mirë që na vjen, besoj në Сега стравот е да не се влезе во таа спирала цени, плати, цени, кои што во услови на веќе висока инфлација само дополнително ќе подгрева инфлацијата, па во таа смисла како би се одразило очекуваното зголемување на платите во образованието и во другите сфери од јавниот сектор, бидејќи до тоа ќе дојде. Дали утре, задутре, или по една недела, или по еден месец, факт е дека тоа ќе се случи. Po, është e vërtet në fakt dhe mirë që e hapët këtë temë. Ne nuk i ikim rritjes së pagave. Mendojmë se me atë i ndihmojmë qytetarëve, por edhe në përgjithësi situatës ekonomike në vend. Vetëm si rikujtim të qytetarëve, të gjithëve atyre që janë edhe në sektorin privat edhe në sektorin publik, se çfarë ndodhi edhe si erdhi deri te ky moment. Ne në janar filluam negociata për pagën minimale dhe rritjen e pagës minimale. Në negociata u dakorduam që paga minimale do duhet të jetë në nivel të 18.000 denarve dhe u dakorduam që do ketë një nivelizim të pagave në bazë të rritjes së pagës minimale. Кога веќе ова го споменувате, јас и во генералната најава го поставив тоа прашање и сега ете можеби е шанса да ви го поставам сега. Дали мислите дека сега таа одлука да одите на зголемување на минималната плата на 18.000 денари ви се враќа како бумеранг? Не. Таа ако ја гледаме хронолошки се случи 2 недели, мислам дека пред руската инвазија на Украина. Во тој момент се разбира беа присутни последиците од енергетската криза, но нагласеното зголемување на цените на храната и на енергенсите дополнително се случи по руската инвазија во Украина. Сега, дали ако се имаше случајно руската инвазија во Украина, дали можеби сепак ќе се премислувавте? Не. Со оглед на ќе одговорам изрично не. Затоа што појдовната основа зошто преговаравме за минималната плата е дека нашите граѓани заслужуваат достоинствени плати. Ние од 2017 во суштина го држиме истиот став и продолжуваме да го држиме истиот став, дека минималната плата на ниво на кој што во 2017 беше, а тоа е приближно 9.000, е недостоинствена. Без разлика какви се ситуациите, дали имате инфлација или не, недостоинствени и куповната моќ на граѓаните е занемарлива. Само јас како илустрација, мислам дека прв сум кој што има таква илустрација направено, во 2017 со 4 минимални плати требаше да покриете, можевте да покриете отприлика потрошувачка кошница на едно семејство од 4 члена. Денеска сме дојдени на 2 минимални плати. И јас се уште тврдам дека оваа минимална плата не е достоинствена за нашите граѓани. И затоа не се колебам дали одлуката е добра или не. Но требаше да има разум кај сите чинители дека евентуалното усогласување со минималната плата треба период на прилагодување. Особено во јавниот сектор. Го нема тој разум. Добро, ако е прашање на разум, бидејќи требаше во период од 6 месеци да се случи тоа прилагодување на платите. Секојаш е прашање на разум. Синдикатите побрза и посакаа тоа да биде порано и еве го сега тој еден циклус отворен со одлуката за зголемување на минималната плата, ве притискаат синдикатите за зголемување на платите, ако тоа предизвика дополнително зголемување на инфлацијата, како што и самите вие зборувате, и министерот за финансии зборува во повеќе наврати, и премиерот, тогаш што останало од таа зголемена минимална плата? Ние тврдиме дека во суштина забрзаното или убрзаниот начин на усогласување на платите со било каков процент, дали е тоа 3, 5, 10, 12, 15, во суштина ќе биде стимул повеќе за да се зголеми нивото на инфлација или народски кажано, на нашите сограѓани ќе им дадеме 1000 денари повеќе, но ако инфлацијата им ги изеде, тие вредат 0. Затоа што ќе отидат и во суштина нема да ги видат. Затоа што инфлацијата ќе им ги изеде едноставно
средствата. И како се запира таа спирала? Ние рековме дека во суштина да, ќе има усогласување, да, ќе мора да има зголемени плати, но ако истите тие чинители, кои што бевме на маса, која зборувавме за минималната плата, баравме модел, одржлив модел на зголемување на платите, и една за секојаш да ја ставиме на страна адакта, како ја викаат, дискусијата за зголемување на минимална плата или други плати, сметам дека истото требаше да се случи и сега. Ние не можеме да кажеме да ќе ги зголемиме 10% во образование, ама нема да направиме ништо во здравство. Нема да направиме ништо во судство и обвинителство. Нема да направиме ништо во државна администрација. Може би здравство не е најдобар пример, таму многу ги зголемивте платите. Не, верувајте, затоа што тоа е поврзано. Но не можеме исто така да зборуваме во однос на продуктивност, затоа што тоа го бараме од приватниот сектор. На крај на денот не треба да забораваме дека во суштина ние во јавниот сектор, еве јас се ставам во овој момент како избран функционер, да добивам плата во јавниот сектор, го добиваме од луѓето кои што плаќаат данок. А тоа се луѓето кои што се активни на пазарот на трудот во приватниот сектор, вклучувајќи ве и вас. И ние мораме истото што го бараме за луѓето од приватниот сектор да бидеме доследни, да го применуваме и во јавниот сектор. Во приватниот сектор бараме продуктивност и ефикасност, треба да го побараме истото во јавниот сектор. Ако овде бараме рационализација, оптимизација, треба да го примениме во јавниот сектор. И јас само еден од индикаторите, параметрите кои што низ низата на разговор ја укажав. Кажете ми како мојот син и вашиот син треба да се обесправени со уставно загарантираното право за квалитетно и добро образование, ако мојот син учи училница од 43 деца со еден наставник, а вашиот син учи со 15 деца со еден наставник. Ама кој е одговорен за тоа, министре? Системот, Министерство за образование, системот заедно со синдикатите. Затоа што кога зборуваме, дозволете една студија на Светска банка покажува дека во периодот од 2011 до 2018 расходите на јавниот сектор за образование во земјава се намалиле во релативен износ од 4,3 на 3,5 од бруто домашниот производ. Тоа е далеку под процекот и на Западен Балкан, 3,9, во ЕУ е 4,6 од бруто домашниот производ. И ова што го кажуваме, веројатно директна последица, ова за што вие зборувате, дека вашиот син учи во училница со 43, не знам дали вашиот син или беше само како пример избран. Многу синови. Има многу синови наши што учат во такви услови. Но во суштина изнаоѓањето на решение треба да го збори и се во ова. И кога седнуваме на маса со социјалните партнери, ова се прашања кои што се легитимни. Затоа што нас не ги поставуваат овие прашања родителите. Ама ние кога на синдикатот му ги поставивме овие прашања и да речеме им реков, ги прашавме како написа нашите 15 годишни ученици се толку лошо. Не се криви децата, така? Не сме криви ние, криви се условите во кои работиме, немаме соодветни помагала и така натаму. Ова зашто и вие зборувате? Па не е баш така. Криви сме сите едни кои што сме дел од системот, без разлика кај сме. Промената доаѓа од нас. Од секој еден од нас. Не може денеска, ако ја одработам од 8 часа, одработам 8 минути, да ми е крив мојот колега. Јас сум крив. Ако ја треба да одработам денеска, да поминам комисија во која што има 90 точки и комисијата не ја свикувам 4 недели, никој не е крив. Јас сум крив. Значи почнува од нас. Така да кривицата и одговорноста да ја гледаме лично. Сите сме во екосистемот и секоја единка во екосистемот е крива и одговорна за состојбите. Никој не може. И јас тврдам, првиот ден и на синдикатот на образование, и на другите синдикати им реков, да, заслужувате повисоки плати, затоа што тие мора да бидат достоинствени за секој едно работно место. Но со истите принципи за кои што збориме, тоа се вредносни принципи. Ако збориме за продуктивност, за зголемење на ефикасност, за резултати, тоа мора да биде исто, затоа што нема да биде одржливо. И второ, мораме да дискутираме за методологија одржлива, што тоа ќе значи. Да не испадне
на договорено, после 3 месеци ќе имаме нов штрајк со нови барања. Не, методологијата мора да има тамо и мора една за секојаш, бидејќи сме чинители на оваа маса, ако имаме одреден проблем, заеднички да го решаваме. Подсетувавте просветарите дека во последните години добиле кумулативно зголемување на платите од 21%. Министерот за финансии Фатмир Бесими во една од своите последни колумни излезе со анализа дека пресметките на Министерството за финансии во нашата економија за корелацијата на плати и инфлација е следна, дека зголемување на платите за 1% генерира инфлација од околу 0,4%. Сега мене ме интересира дали зголемување на платите макар од 10% во образованието нема да имаат ефект дополнителен на зголемена инфлација. Ке имат, секако. Ама тоа е преземен ризик. На крај мораме да видиме што е највисок интерес. Највисок интерес во овој момент се децата да го добијат уставното гарантирано право за образование. Без разлика на сите ученители. Ние направивме исчеко, да кажеме, иако имавме одредени планови, ние свесно влеговме во оваа спирала на зголемување на плати, но тие треба да се случат кога се процени дека е најмал негативниот ефект. Тоа ги подјадува платите на сите други, така? Не, ние мислам дека моето очекување е дека ќе си останеме конзистентни на тоа што сме се договориле, а тоа е дека членот 8А со кој што се усогласуваат платите во јавниот сектор ќе биде применет кај сите со онолку можности колку што во овој момент државата има на располагање ресурси и капацитет за да направи најмалце негативен можен ефект од другата страна. Тоа велам, ако растат платите во образованието, во другите делови од јавниот сектор, ќе бидат подјадени платите на сите останати, чии што плати нема да бидат зголемени. Не, во овој момент, например, податоците кои што ги имаме е дека платите во приватниот сектор продолжуваат да се усогласуваат со растот на минималната плата и таму состојбата е сосема поразлична, затоа што секогаш приватниот сектор е еден чекор пред јавниот сектор, затоа што они секојдневно се соочуваат со недостигот на квалитетна работна сила и таму не прашуваат чива е кривицата, таму на крај на денот го купуваш или не го купуваш нивниот производ кој што они го даваат на пазарот. Овде бидејќи не сакаме да седнеме на разговори во кои што ќе зборуваме дали на крај на денот децата го купуваат нашиот производ кој што им го даваме или другите. Другите граѓани кои што добиваат услуги од јавниот сектор, дали они навистина секојаш тропат на врата и го добиваат продуктот, услугата ја добиваат на онаков начин на кој што секој би сакал да го добие, бидејќи не го прашуваме, исходот е овој што го имаме денеска. Да, ќе има, но затоа велиме дека на преговарачка маса при диалог сите овие легитимни прашања кои што денеска ние ги зборуваме, треба да се зборуваат и на таа маса на диалог, затоа што сметам дека е веќе време. После 30 години независност на нашата држава е време да оставиме настрана како било. Ваква било практиката, сега ќе може уште 30 години. Сметам дека не може више уште 30 години, затоа што не го спомнавме. Ние добивме уште еден показател кој што е разочарувачки, а тоа се резултатите од пописот, во кое што добивме однесувањето на сите 30 години што донело, а тоа донело да имаме масовно иселување на луѓе кои што едноставно немаат више време да ги чекаат дали и кога ќе паднеме или ќе се качиме горе на PISA тестирањето, да не бидеме втори од назад, туку да бидеме втори од горе. И они викаат, вие договарајте се дали 5 денари повише или помалце, а ние ќе отидеме. Сега битката треба да биде овие што се овде да не продолжат истото темпо да се иселуваат. Апсолутно, да ги задржиме. И затоа јас толку многу инсистирам на одржливи решења, на системски одржливи решења. Ама системско одржливо решење не може да се најде ако на другата страна некој не сака системско одржливо решење, без разлика колку боли. Јас секогаш приоѓам во секој еден преговор од мене лично.
Значи, и ја имам мои роднини во образовниот систем. И знам дека е тешко. Но ако сите заедно сме одговорни за состојбите во образование, треба да кажеме дека можеби најдоброто место не е во образование да продолжат да работат, туку да отидат во приватен сектор затоа што ќе бидат попродуктивни и поефикасни. Уште еден термин често или се почесто се слуша на јавна сцена, а тоа е стагфлација. Или стагнација на економскиот раст во услови на продолжен раст на цените, односно на инфлација. Има ли опасност од такво нешто во Северна Македонија? Значи, јас не сум поборник нит на економски теории, ни на економски термини, искрено, затоа што на крај на денот сметам дека граѓаните ги интересира како се живее. Тоа што го прашавте во почеток. Не, ова прашувам од теоретичари, велат дека стагфлацијата е полоша од инфлацијата. А како треба да ја искористиме таа ситуација? Зашто таа се случува, не можеме ние многу да влијаеме. Фактот дека ги имаш намален раст, а инфлацијата ти е поголема, таа се случува во тој временски период. Ја велам дека можностите за да интервенираш во инфлацијата во овој момент е многу мала. Затоа што не е внатрешна. Освен во очекувањата и освен во одредени ситуации кај што политиките на владата и на Народната банка можат да не значи можат да го како да кажам да едноставно не остава да таа бумира уште повеќе, ништо друго не ни останува во рацете. Значи, ние велиме дека сме свесни, дека во моментот ако одиме на зголемување на плати од 20, 25, 30%, со корелацијата која што министерот за финансии убаво ја напиша и ја укажа на луѓето, може да предвидите дека 20% зголемување значи 8% повисока инфлација. Тоа е тоа што не треба да си го дозволиме сите до еден. Затоа што таа во овој момент е отприлика 7%, со 8% е двоцифрена инфлација. Кај е крајот после? И тоа се работи кои што можеш да ги направиш. Каков е досегашниот ефект од антикризните мерки? Ги објавивте 26 на број на 9 март, мислам дека месец и пол има поминато од тој момент. Предпоставам дека веќе може на едно ниво да ја оценувате нивната ефикасност. Па да, таму кога ги обзнанивме антикризните мерки, има сет на мерки кои што се почнати многу порано и друг сет на мерки кои што се нови. Во суштина сметам дека се уште не се сите антикризни мерки на спроведливи, не се спроведуваат и особено мерки кои што се направени за да е подобрат ликвидноста кај стопанството, затоа што таму треба повеќе време да се воспостави самиот механизам. И таму ефектите нема да се видат сега, ќе се видат за 6 месеци, например. Таму имаше отприлика 6 мерки кои што беа насочени во ликвидноста на стопанството и подршка на инвестициите во обновливи извори на енергија, тоест во диверсификација на сегментот на енергетика. И мислам дека зошто тој правилник не е уште готов, еве да речеме, овој кој што требаше да има возможи на домакинствата? Не е правилникот. Правилникот е поврзан со дополнителен закон. За фотоволтаиците зборуваме, така? Добро. Да, затоа што тој е поврзан и со закон кој што треба да се донесе од страна на Министерството за финансии и после одобрен во собрание, затоа што таму има една реална пречка и да се инвестираат во домаќинствата или кај малите потрошувачи капацитети на производство на електрична енергија, нема да можат како да ја пласираат на пазарот, тоест на снабдувачот со електрична енергија, затоа што законски тоа не е возможно, се работи. Правилникот мислам дека би требало веќе во мај да го имаме. За можноста да останете во договор со универзалниот снабдувач, така, и да се пребивате киловат час за киловат час. Таа идејата, но во суштина влегувате во платен промет, а во платен промет физички лица не може да влезат, затоа што има законско ограничување. Го најавувате ви вечерва, го зборувате како дел од тие мерки, кои што на подолг рок треба да дадат некаков ефект, а не се готови. Не, заедно со тарифниот модел за електрична енергија, кој што е дел од новиот тарифен модел. Тој со трите тарифи.
Па се зборува за 3. Не знаеме регулаторен кој е последниот модел што ќе го донесе, но треба да бидат спроведени од 1 јули. Но не треба да забораваме дека веќе првите ефекти навистина се гледаат во сегментот на електричната енергија. Ние поминавме низ целиот зимски период. Еве денеска се уште и денеска низ периодот на грејната сезона за Скопјани. Во економските мерки, заради економските мерки, во ниту еден момент немавме рестрикции на електрична енергија, без разлика што таа беше зголемена за 9,8% кај електричната енергија цената во за грејната сезона, особено за Скопје, освен 2 дена за кои што навистина жалиме што нашите сограѓани останаа без топлотна енергија, продолжи грејната сезона без никакви проблеми. Факт е, вице-премиере, дека немаше рестрикции, дека цените на сметките за струја останаа на релативно ниско или ајде прифатливо, одржливо некакво ниво, но на крај многу буџетски пари се потрошија за да се субвенционира таа цена на струјата за жал, и тоа се на крај пак наши пари, на сите нас. Да, за жал да. Јас кажав во едно моје интервју пред одредено време дека овие 2 години кризи изискува отприлика 1,7 милиарди евра наши пари да не се потрошат во развојни цели, туку се искористат за справување со И не е крајот тука, затоа што јас се надевам дека ова ќе биде последниот пакет, искрено, кој што го носиме, и се надевам дека во втората половина ќе треба да почне. Немаме уште многу време, а сакам само уште неколку теми да отвориме. Најавен е ребаланс на буџетот, кога би можел тој да влезе во собранието? Ја мислам дека веќе во мај или крај на мај би требало да бидеме готови. Се знаат главните параметри. Министерот за финансии најави дека дефицитот ќе расте, нема да остане на 4,3%. Растот колку ќе биде намален? Сега ме прашувате за економскиот раст. Ние се уште за со проекцијата малку се разликуваме од првичниот план. Мислам дека моите проекции не се уште готови заедно со Министерството за финансии, некаде 20% тоа што го имаме планирано. 4,3% беше планот за раст во 2022, мојата проценка дека 3,5 би требало да биде. А дефицитот доколку ќе порасне? Па ако останеме на сегашната состојба, мислам дека за 2% повише сигурно. 2% поени, значи 6,3. Од прилика. Добро, тоа мојата проценка се уште не се финални сите калкулации. Тоа во апсолутни бројки колку се нови, колку за задолжување, околу 200 милиони евра? Од прилика. Од прилика за покривање на дефицитот. Да. Но мораме овде да знаеме тоа што е исклучително важно, дека се обидуваме да не скратиме во тоа што се успеавме. Покажуваме дека не треба да се кратат. Тоа се капиталните инвестиции. Ќе успеете во тоа? Сомнежите се дека тоа прво ќе трпи, секојаш прво трпи поради ниското ниво на реализација обично во првата половина од годината. Да, ниско ниво на реализација во релативна бројка. Во апсолутна бројка ние, например, минатата година имам овде еден графикон интересен, затоа што мислам дека така најдобро на нашите граѓани треба да им покажеме. Минатата година ние ја завршивме на историско највисоко ниво во апсолутен износ. 23 милиарди денари, 380-90 милиони евра. Скоро 400 милиони евра. Да. Но ако го видиме, од податокот од 2014, никогаш сме немале толкаво ниво на апсолутен износ на капитални инвестиции потрошено. Овде не влегуваат вон буџетските. Ама бидете фер, ова е делумна манипулација, затоа што сега апсолутните бројки не се земаат сами за себе, релативно се гледаат како износ од БДП. Да, но и како износ од БДП секако е многу повисок. Ако тоа што го дискутираме во јавноста е секојаш процентот на реализација од планот. И тамо ние
си играме дали е тоа 60%, па после ребаланс стигнуваме на 80%, ние оваа година сме кажале дека очекувањето е да бидеме на над 85% реализација на капиталните инвестиции. Ке се стремиме да немаме, но стоки и услуги не влегуваат во капитални инвестиции за мене, ако ме прашате. Тоа што ќе имате одредени репрезентации и така натаму не може да влезат во капитални инвестиции. Ние мораме да се знаеме што значат капитални инвестиции и тоа не треба да трпи, евентуално затоа што ова се планови. Во плановите секој министерство доаја без дури некогаш проценка на нивниот капацитет дали навистина можат да ги реализираат истина. Значи, во апсолутна бројка, дефицитот ќе достигне некаде околу 750 милиони евра. Како ќе ги финансирате тие пари? Евроврзницата поради високите камати ви е на чекање. Ме интересира, може да ни објасните ова барањето за макрофинансиска подршка од Европската унија, што значи? Кои се тие пари? Тоа се инструмент, тоа е нов инструмент на Европска унија. Не се ИПА пари да се пренаменат како директна буџетска поддршка? Не. Тоа е нов инструмент. Оние го користеа во времето на ковид, така добивме некаде 160 милиони евра. На колку пари може сега да се надеваме таква помош? Се преговара. Тоа се многу интересно, еве еден податок. Ние за прв пат зборувавме со представниците на Европската комисија, кога бевме на состанок во Лондон, министерот за финансии, јас и премиерот, на самитот на Западен Балкан. И ние бевме единствени и први кои што рековме дека знаеме за овој инструмент кој што постои во Европската комисија. Ова е за нечленки на Европската. Да. И они беа дури искрено да кажам изненадени зошто некоја нечленка за прв пат доаѓа. Рековме не можеме да ги чекаме другите. Ние си имаме план, мислам дека бидејќи бевме први, навистина ќе биде добра. Тоа се грант пари, неповратни средства. И едното и другото. Заемот за предпазливост и ликвидност од ММФ, тој ќе ви покрива дел од овие 750 милиони евра? Можно да е. Денове се прават разговорите во Вашингтон. Сметам дека тоа е една од точките што ќе се преговара. Ама на крај сепак евроврзницата ќе мора да се издаде. Па ние секогаш и во планот ни беше евроврзница оваа година. За жал заради случувањата во Украина цената на евроврзниците е порасна. Се обидуваме да земеме тогаш кога ќе биде најповолно за нас. До кога може да калкулирате временски? Па заедно со другите инструменти мислам дека имаме време до средина на летото. Ја доведуваме ли во прашање, вице-премиере, таа интергенерацијска праведност? Тоа е еден принцип за кој што се зборува. Да, повеќе е врзан за некаков морал и етика, отколку за некакви строги правила. Ама ќе им оставиме ли на итните генерации преголем јавен долг за да не може да го сервисираат и враќаат? Сметам дека не. Затоа што ако сме доволно разумни за да објасниме дека ова што ни се случува е за да креираме подобра иднина за нив, сметам дека они ќе не разберат. И затоа дискусијата за платите кои што ја одвиваме, инвестициите во образование, инвестициите во здравство. Ама да направиме разлика, ќе им оставиме основа за утре да генерираат раст ако инвестираме во нивната иднина. Во нивната иднина, во капитал. Нивната иднина е поквалитетно образование. Ама не нужно во повисоки плати во целиот јавен сектор да речеме. Па не би се согласил. Затоа што денеска да дискутираме за повисоки плати во јавен сектор без големување на продуктивност и ефикасност на јавниот сектор, сметам дека е погрешно. И за тоа ќе добиеме одговор како што секогаш добиваме од младите генерации. Но ако нам нашите идни генерации им укажеме дека било нужно да земеме, да се задолжиме во одреден временски период на вистина да ги изголемиме платите, затоа што тоа во тој одреден момент било нужно и потребно за да се зголеми куповната моќ и достоинството на тие кои што работат таму кои што работат, за да ја зголемат нивната продуктивност. А продуктивноста во јавниот сектор што значи? Значи за подобри и подобрен квалитет на услуги кон граѓаните, дека тие пари што сме се задолжили, сме ги искористиле за подобрена инфраструктура,
дали е тоа секторски или целосно во инфраструктура како што е патна или железничка, дека тоа е заради отварање на можности во кои што они својот капацитет ќе можат да го покажат, сметам дека тоа се разумни. Немавме многу време да зборуваме за кондицијата во која што е бизнисот и стопанството. Само еден податок дека до 15 февруари платата во јануари доцнела за 10% кај работодавачите, а за февруарската плата до 15 март ја доцнеле 16,5% од работодавачите како некаков надолен тренд што не зборува добро. Па да, има различни параметри кои што треба да се земат. Не само доснењето. Доснењето може да биде заради ликвидност, а ликвидноста може да се наруши заради различни причини, затоа што тоа е поврзано, е вредносен ланец. Имаш поврзани садови помеѓу, ако на едно место имаш одреден удар, во суштина се нарушува. Но од друга страна е еден податок. Ние во 2022 на крај на февруари имаме зголемени депозити за 6,1%. Кај вкупните депозити, вклучувајќи и приватен сектор и домаќинства, а пак имаме раст на вкупните кредити за скоро 9%. И ова укажува дека во суштина, ако кондицијата не е добра, дека не може да растат живее, не може да растат депозитите. Толку е времето за вечер. Благодарам што бевте дел 360. И фалендевете да ju är perfektesen när Чекиша мусичат фляс на джутен друшме. Благодарам многу. По паузата е саботажата. Потврда дека нештата не одат во вистинската насока е нивното се позачестено присуство во јавноста. Дури и тие самите сметаат дека кога се нечујни и си ја туркаат само својата работа. Ниту има конфузија, ниту недоразбирање. Пак доаѓа ваше време. Време за историчари. Па не знам што доаѓа време на историчари, ништо не е добро. Прашањето кое се наметнува е дали во пресред на великденските празници на Македонија се случува ново чудо и неочекувано оживување на Месии, за кој мнозинството сметаат дека повеќе се блиски до Јуда, отколку до чедото на Јосиф и на Марија. Не можеме да го воскреснуваме Ванчо Михајлов. Како воскреснување, никога не воскреснуваме. Тој умре, Бог да го прости, не Исус Христос кој ќе го воскресни. Само Исус воскресна, точка тука. Веројатно не може да се стави точка затоа што ѓаволот е во деталите, а преку нив секогаш се наоѓа појавен начин, форма и содржина која со ништо не одговара на неговото дело и на неговиот лик. Како на пример во неговиот талент, не е надејно да се престори во деец од областа со која нема никаква врска. Ванчо Михајлов со култура, значи нема никаква Божја доперна точка. Никаква. Хитлер има многу поголеми доперни точки со ликовна уметност, отколку Ванчо Михајлов со било кога имал било што со култура. Сепак тие прашања на културата, вклучувајќи ја и личната, не се поврзани само со паметењето на подалечното минато. Со оглед дека проблем постои со толкувањето на случувањето од пред неколку години, па секој, во зависност од ориентацијата и натаму има прекосен став, со што ја доведува под знак прашалник дури и блиската историја. Да ти влезеш во собранието ненаоружан во момент кога се донесува една нелегална одлука на избор на спикерот, односно председателот на собранието, разбирате. Па тоа е граѓанска должност, треба се саиме сите што не бевме таму во тој момент. Дел од срамот секој со себе си го носи, без оглед дали реагирал соодветно или не. А во случајот со Битола, со оглед дека расплетот не било суетен и превениран. Изборот на начинот на делување бил однапред осуден на пораз. Македонската влада беше ставена во луз-луз позиција, да изгуби или да изгуби. Ако не дозволите имате виктимизација и плачење како македонците ги мразат бугарите и како ние сме нетолерантни и не дозволуваме еден обичен клуб за чајанка да биде нели отворен во Битола, од друга страна, ако дозволите се случува ова што се случува. И на крајот, тоа отсуство на систематски наместо адхок пристап се рефлектира во секоја зона, вклучувајќи ја и она во која се креира став за минатото,
но и се гради иднината на државата. Зголемувањето на платите е намалување на температурата. Вие ќе ги зголемите са платите, тоа е како да спуштите температурата до следната температура. Во суштина температурата е само одраз на нешто друго што не е како што треба и тоа што не е како што треба, таму треба нешто да се направи. Времето се да се лекува со парацетамол заврши. Мора да се најде точно од каде потекнува инфекцијата. Спротивно, ќе продолжи да си гори. Се додека не изгори. Честит Великден на сите што го слават. Ние поради празникот ќе немаме емисија в понеделник, следното издание следниот петок од 22. Пријатно!